Подлог временски период, процесот на лустрација во Република Македонија оди во погрешна насока и целесно ја промаши својата цел. Основните наши забелешки во минатиот период беа тенденциозност, селективност, а комисијата, спротивно на законот, речиси година и пол ја води председателот Томе Аџиев со истечен мандат. Со вакво работење, комисијата се претвори во инструмент на власта кој истата го користи за јавно жигосување и пресметка со неистомислениците. Дополнително, дека процесот на лустрација во Македонија е целосно злоупотребен, се и појавените извадоци во јавност од мислењето на Венецијанската комисија, во кој се заклучува дека законот е погрешен, токму посочувајќи ги можности за злоупотреби и политичка манипулација со фактите, а за пресметка, одмазда и лажно жигосување. Ова само ги потврди нашите, но и тврдењата на голем број меѓународни експерти, интелектуалци и други видни личности и познавачи на лустрацијскиот процес. Токму сите можности за злоупотреби, кои според појавените извадоци од заклучоците на Венецијанската комисија во јавноста ги нуди овој закон. Првиот лустратор Аџиев во континуитет ги користеше. Покрај тоа што ја води нелегитимен председател, оваа комисија во неколку наврати прогласи за соработници на службите луѓе за кои не само што нема доволно докази за на ваков начин јавно да се жигосуваат, туку постојат и документи кои докажуваат дека тие не биле соработници. Од друга страна, на повеќе наврати со надгласување намерно се изоставија голем број актуелни функционери и се амнестираа од одговорност вистинските соработници, кои требаше да бидат предмет на обработка од страна на комисијата, а акцентот постојано се ставаше на поранешните функционери. Ние со своето учество и со своите активности во комисијата и во јавност се обидувавме на секој начин да предочиме на слабостите во незината работа и на нелегитимноста на незините одлуки. Сега се покажува дека ова беше залудно, затоа што нашите забелешки беа целосно игнорирани. Преку нашето учество во работата на Комисијата за верификација на фактите и преку нашите настапи во јавност, постојано предупредувавме дека лустрацијата што се спроведува не е ништо повеќе од организирана хајка на власта против нејзините политички противници. Со оглед на тоа дека нашите забелешки беа игнорирани, а одлуките на комисијата беа носени со едноставно надгласување, без при тоа фактите да имаат било какво влијание, јавно соопштуваме дека поднесуваме неотповикливи оставки и од денеска нема да учествуваме во работата на Комисијата за верификација на фактите. Со ова, Комисијата целосно го губи легитимитетот, како и политичкиот баланс, предвиден при нејзиното конституирање. Значи, подолг временски период ние укажуваме за неправилностите во работата на комисијата. Нашите оставки вие лично ги најавивте пред една година, можеби и повеќе, и се трудевме навистина до денеска, бевме оптимисти дека нешто може сепак да се поправи и процесот да се врати на вистинскиот колосек. Заклучоците на Венецијанската комисија се само уште една капка и прилог при носењето на конечната одлука, а се разбира дека своје влијание има и одлуката на оние кои што не предложиле да ние бидеме членови на комисијата. Дали таа комисијата воопшто не може да функционира или без вас како член може да продолжи да работи? Комисијата може да продолжи да работи, меѓутоа стануваат спорни одлуките кои што таа ќе ги носи, односно има легалитет, нема легитимитет, бидејќи оваа комисија е формирана со консензус на сите политички партии во Република Македонија. Само вие двајца како членови поднесувате оставка? Па денес стоиме ние пред вас и ние како предлози од партијата која што не предложи од СДСМ поднесуваме оставки, а останатите членови, представници на опозицијата, својот став ќе го соопштат набрзо. Кои други членови се представници на опозицијата? Колегата Чедомир Дамјановски и колегата Агим Мехмети.